Чекорите до црешовото дрво. Паула Перети. Темница. Сите деца се плашат од темница. Темницата е соба без прозорци и без врати, со чудовишта што молчешком те грабнуваат и те јадат. Јас се плашам само од мојата темница, онаа во моите очи. Не си ја измислував. Да ја измислував, мама немаше да ми купува сладки во форма на праска со крем и со сладок сируп, ниту ќе ми дозволуваше да ги јадам пред вечера. Да беше се вред, тато немаше да се крие во бањата како што прави секој пат кога ќе му се јави газдарицата на станот, зашто кога се јавува таа никогаш не е заедно. Не грижи се, ми вели мама додека ги мие садовите од вечерата. Одиграј си во соба. Има кој да мисли на тие работи. Јас останувам кратко време на вратата од кујната, обидувајќи се со мислите да ја натерам да се сврти кон мене. Но никогаш не ми успела. И така, сега сум овде во мојата соба. Го милувам отимот туркарет, мојот сиво кафен мачар со јазел на крајот од опашот. Не му е важно дали го креваат, дали го валаат по килимот или го бркаат со четката за тоалетната школка. Мачка е, вели тато, а мачките се непринципиелни. Мене ми е доволно да е до мене кога имам проблеми и кога имам потреба да стискам нешто топло и меко, како сега. Знам дека нешто не е во ред. Може би сум само девојче што оди во четврто одделение, но се забележува. Девојката на братучет ми вели дека имам трето око. Таа е индика и има нацртана точка на средината на челото. Мило ми е што мисли така, но мене ќе ми беше доволно да ми работеа макар овие две очи што веќе ги имам. Понекогаш, како сега, например, ми доаѓа да заплачам. А кога заплакувам, очилата ми се замаглуваат. Ги вадам кратко да се исушат и тогаш ми го снемува црвенилото горе на носот. Ги носам од прво одделение. Овие сега жолти со светки. Ми ги купија во декември минатата година и многу ги сакам. Вторно си ги ставам пред огледалото. Без очила гледам секако во маглина. Како кога долго се туширам со топла вода. Мојата маглина се вика Старгардова маглина. Така барем велат моите родители кои веројатно го слушнале тоа во болницата. На тач телефонот на тато кој има интернет пишува дека господин Старгард бил германски офталмолог што живеел пред 100 години. Тој оној што открил што се случува внатре во моите очи. Тој сватил и дека луѓето што ја имаат оваа маглина почнуваат да гледаат црни дамки пред предметите и пред луѓето и дека овие дамки стануваат поголеми, а потоа и огромни, и поради тоа луѓето што ги гледаат овие црни дамки треба постојано да се доближуваат до предметите за подобро да видат. На интернет пишува, оваа болест се јавува приближно кај 1 во 10.000 луѓе. Мама вели дека Бог ги одбира посебните луѓе. Но кога ќе размислам, не се чувствувам многу среќлија. Ако сакате да ја прочитате оваа книга, можете да ја најдете во продажните места на Антолог.